Од утре превентивно се затвораат сите градинки, училишта и факултети во државата. Исто така се забрануваат сите масовни собири на отворено и на затворено, а сите спортски собири да бидат без публика. Се воведува задолжителна самоизолација на сите лица кои доаѓаат од високо и средно ризични држави во период од 14 дена. Ваквата одлука доаѓа на препорака на Комисијата за заразни болести, а откако вчера во изолација беа ставени околу 200 лица, меѓу кои 7 деца. За еден родител до 10 годишна возраст на децата ќе се дозволи отсуство од работа, кое што ќе биде целосно платено во јавните, во приватните институции, времен прекин на работните обврски, односно неводење на работно место на бремените жени и хронично болните лица. Препорачуваме на возрастните и повисоко ризични категории на граѓани со хронични болести да го намалат своето движење, да го избегнуваат јавниот превоз. Во меѓувреме од вчера целосно се затворени кожната амбуланта и одделението во Штипската болница. Кожното одделение при Штипската клиничка болница веќе од синоќа е под клуч. Впрочем, тоа може и нашата камера да го забележи. Сите пациенти кои што беа на кожното одделение се препратени во болницата 8 септември во Скопје. Оние пациенти со лесна клиничка слика, како што вели менаџментот на Штипската клиничка болница, е испратен на домашно лекување. Од болницата информираат дека во случајов е постапено согласно препораките на Комисијата за заразни болести. Лекарите кои присуствувале на семинарот се епидемиолошки анкетирани и со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат се ставени под здравствен надзор и домашна изолација. Направена е дезинфекција на амбулантите и оделот за дерматовенерологија. До следните препораки, прегледите и хоспитализацијата на овој оддел се стопирани. Последните случувања околу коронавирусот, како и најавите дека едно лице од Кочани ќе се тестира за коронавирус, веќе ги исплашија жителите од регионот. Комшиите се плашат, треба ние да се плашиме. Мислам, треба стварно озбилно се фане случајот, заштита и превенција, што да кажем. Зема замав, јас мислам дека ќе се шири, уште ќе се шири. И ако се преземат превентивни мерки, и колективно, и индивидуално, и на ниво на држава, на здравствено, мислам дека ќе се шири. И тоа обавезно да се затворат училиштата, пред да, не дај Боже, да биде нешто. Да се затворат. Со посебни препораки излегоа и во Делчево, но и ги демантираа шпекулациите за 2 сомнителни случаи во овој град. Значи, соматичните доктори се договоривме, бидејќи они имаат право хроничната терапија на пациентите да ја поделат не на месец, туку и на 3, па и на 6 месеци. Така да пациентите имаат контакт со матичните доктори. Еден апел од матичните доктори секако што ги следи препораките од Министерството за здравство, посебно за оние наши сограѓани што доаѓаат од ризичните подрачја, особено од северниот дел на Италија, но веќе од денеска и од цела Италија. Општа препорака е да не доаѓаат во здравниот дом. Надлежните смируваат дека простор за паника нема, но препораките треба доследно да се следат. Во случај на појава на симптоми на треска, сува кашлица, отежнато дишење и температура, не се оди на лекар, туку се ѕвони на следниве телефони.